Добро утро за професорката Беса Арифи од Универзитетот на Југоисточна Европа, така наречено Штулов универзитет. Добро утро, професорке, како сте ова утро? Добро утро, Сашо, благодарам на поканата. Да, убаво е работен ден што туку почнавме. Да ве прашам, не сум видел одамна, сега до душе јас не можам да кажам дека баш се следам од медиумите, меѓутоа не сум видел одамна на некој медиумски настап. Дали тоа значи дека можеби прашањата за функционирањето, реформите и така натаму на правосудството се малку опаднати на агендата јавна во Македонија, или вие просто не сте имале прилика да гостувате негде? Не мислам така, мислам така, Сашо, бев на една од емисиите токму после случувањата околу случајот Таргет тврдина, откако беше објавена пресудата во прв степен на овој предмет. И да, мислам дека има интересни развивања во тој аспект и не мислам дека се опаднати, меѓутоа мислам дека допрва треба уште повеќе да станат приоритет, а мислам дека се на добар пат тоа да станат. Професорке, не знам дали го делите мојот впечаток, бидејќи сега за тоа човек и нема некакви истражувања и така натаму да се повика. Меѓутоа се чини дека судството, правосудството, целиот тој систем како полека да застанува на нози, не може би неопходно во некаква блескав квалитет и така натаму, меѓутоа барем со една дистанца кон дневнава политика, бидејќи гледаме еден министар за правда кој што инсистира дека тие не можат да интервенираат во правосудниот систем, освен со политички изјави да ги поттикнуваат. Зоран Заев како премиер кој нели е виновен за се од тоа дали денеска врне до тоа каква ќе биде пресудата во некој процес, исто така се обидува да се дистанцира. Имате ли впечаток дека таму има едно исправање на сопствени нозе, па сега докаде и со што ќе видиме понатаму? Или можеби ја грешам во тој впечаток? Мислам дека е многу важно што политичарите се дистанцираат и не сакаат да влијаат во судството. Тоа треба да се поздравува, бидејќи до сега тоа не беше така, туку на директен или индиректен начин секогаш се знаеше кој како интервенира, па дури и слушнавме за тие работи, како се ставаат, како добиваат позиции судиите по судовите и така натаму, сето тоа беше објавено во процесот кога беа обелоденети незаконско прислушуваните разговори. Мислам дека е многу важно министрите, премиерот и сите други од извршната власт да се дистанцираат од судството и да му дадат простор на судството да си ја заврши својата работа. Сепак се работи за власт, за една од властите кои што треба да биде главен дел на тој check and balance систем во поделбата на власта во една држава. И мислам дека е тоа многу добро така да се направи, ако кај нас тоа долго време не функционирало како што треба, па дури самото судство веќе имаше дилеми дали е власт или не, или така ќе чекаат да прават што ќе им речат и така натаму. Јас мислам дека судството, функционирањето, правилното функционирање на судството се гледа преку нивните пресуди. Тоа е начинот на нивното функционирање и мислам дека почнуваме да имаме навистина интересни пресуди и многу важни кои што се навистина за поздравување. Таква е на пример пресудата за Таргет тврдина, за предметот Таргет тврдина, што знаеме беше мајка на сите предмети кои што беа покренати од СЈО и кои што на крај дојде до еден иако во прв степен сепак многу достоинствен заклучок, барем за оваа фаза. Ќе видиме за наредните фази што ќе се случи, како ќе се случи. Не велам дека е завршена целата работа, меѓутоа ова пресуда од прв степен е навистина важна и навистина покажува дека судството е на свој нозе и дека може да носи и такви одлуки кои што и пресуди кои што едноставно имаат многу важна порака во однос на превенцијата на ваквиот вид на криминал и каде што се праќа порака дека ваквиот однос на луѓе кои што се во власти, кои што имаат многу голема моќ, нема да се толерира, бидејќи навистина се работи за луѓе кои што имаа огромна моќ во минатото, а сега се веќе осудени барем на прв степен, меѓутоа на сериозни казни како што е 12 години затвор.
Да, како што велат, правдата мора и да се види, а не само да се, да се почувствува дека има некакви консеквенции. Професорке, може би уште повеќе од судиите во правосудниот систем, да кажем, на удар на критиката на јавноста, се обвинителите. Ние се уште се занимаваме со тоа, со една релативно спора обвинителска да кажам, служба. Од друга страна, може би јавност има и неоправдани очекувања дека обвинителите се занимаваат со секоја пресконференција која денеска ќе ја закаже некаква партија, но впечатокот останува дека и кога има сомневања од тоа како се набавуваат вакцини и дали таму има некаква афера, до тоа како се приведуваат и се апсат овие видни, да кажам, како што беше со господинот Камчев, притворот и така натаму, видни обвинети или осомничени граѓани. Каква е вашата оценка за обвинителството, бидејќи може би уште повеќе од судството, обвинителството е некаков креатор на јавното мислење во оваа смисла на функционирање на правната држава? Каква е вашиот впечаток за ова сегашно обвинителство? Мислам дека има и таму интересни развој. Најпрви таму имавме еден процес во кој, например, поранешното СЈО премина во обвинителството за организиран криминал и корупција. За мене беше посебно важен тој момент, бидејќи иако и тој, например, е многу важен случај што се случи со поранешната специјална јавна обвинителка, бидејќи е уште еден, како да кажам, случај каде што се гледа дека правдата може да функционира и за луѓе кои што се многу популарни, многу важни во сегашното време и, како да кажам, за луѓе кои што така се мислеше дека тие треба да го водат целиот овој процес на гонење на организираниот криминал и корупција во државата. Сега, навистина е така, обвинителството има многу важна улога во градењето на сите овие случаи. Мислам дека таму има одлични обвинители кои што навистина добро ја завршија работата, особено со случаите на СЈО што премина после на редовното обвинителство и резултатот во овие пресуди што ги гледаме сега една по една да се нижат е една добра работа, одлична работа на обвинителството. Да не заборавиме, иако се тие дела, например, кај делото Таргет, имавме две дела кои што се казнуваат до 5 години затвор, едно дело до 3 години затвор. Тие сами по себе не се многу тешки дела и се гонат во скратена постапка со обвинителски предлог и така натаму. Меѓутоа, заради самиот профил на случајот, тој беше многу комплициран случај да се води и значи требаше добро да се гради, секој сведок да се оцени како што треба и така натаму, и сето тоа е работа на обвинителството. Такви има и уште многу други случаи. Знаете, не е лесно да се гради цврст случај кој што ќе може да опстои пред судот и да дојде до осудителна пресуда, а тоа треба да го прави обвинителството и затоа можеби понекогаш им треба повеќе време, понекогаш им требаат повеќе ресурси и така натаму. Затоа не би смееле да побараме по секоја цена многу брзо постапување на обвинителството. Професорке, треба да се побара квалитетно постапување. Па тоа ми е следното прашање, бидејќи тука има дури една теориска двојба, ако смеам така да кажам. Има еден американски стил на правосудство кој е различен од овој европскиот, во кој што во американските случаи обвинителите често прават и големи политички кариери. Јас речиси не памтам, веројатно половина во моментов од американскиот конгрес е полн со бивши обвинители. Подпредседателката на Соединените американски држави Камала Харис е бивши и тоа проминентен обвинител и така натаму. Значи, таму е на многу поагресивен стил, па и ако сакате и политички стил во тоа како се водат случаите, за разлика од ова европско искуство, каде што обвинителите и заради моделот кај што имаше истражни суди, па сега тој модел се напусти и така натаму, обвинителите се главно подценка на некаков во правосудниот систем и не се толку истакнати, а јавноста гледаме дека бара баш тие да бидат често присутни, да имаат ставови, да излегуваат со барем неделни пресконференции, ги прозиваме и така натаму. Има ли таа дискрепанца во однос на очекувањата на јавноста и позицијата што имаат во правосудниот систем, вака како што се поставени обвинителите? Како да сакаме американски обвинители во европски контекст. Да,
обвинителите тука во нашата држава имаат сепак сега со законот што е сегашен за кривична постапка, имаат главна улога. Значи веќе нема истражни суди, тие ја водат целата истражна постапка, тие го водат, значи целиот процес на обвинение и така натаму, значи тие се главни во таа насока како посебна странка во постапката. Меѓутоа, не во ред да се очекува дека тие треба да бидат цело време, значи во јавноста да ги искажуваат нивните ставови во врска со случаите. Значи не е во ред да се очекува тие, например, во телевизиски емисии или во медиумите да објаснат што е предметот, како е предметот, бидејќи тоа се прави во судница. Нивната работа е да градат добар случај и тоа да обстои пред судот и да дојде до правична пресуда, која што ако е човекот виновен да стигнат да го осудат на одредена казна, соодветна казна за тоа. Значи не се обвинителите лица кои што мораат цело време, значи да бидат по пресконференции, секако дека мора да има пресконференции, тоа го научивме барем од СЈО, начинот на кој што функционираше СЈО, веќе претходно немаше никогаш пресконференции на јавното обвинителство. После СЈО тоа стана начин на кој што обвинителството објавуваше со што која е најновата истрага, зашто е тоа важно и така натаму. Тоа да, значи за големи случаи и така натаму тоа е важно да се направи, меѓутоа треба да се знае дека целата таа истражна постапка е многу чувствителна и во рамки на тоа обвинителите и не можат многу да кажат пред јавноста, пред истите сознанија да ги имат потврдени со закон, со докази и пред да одат на суд. Затоа тоа не е медиумска битка, не е медиумска работа, туку е работа која што треба да се заврши во судница и таму треба да се концентрира работата на јавното обвинителство. Добро што е право, ја видовме госпоѓа Вилма Русковска и во некои многу, како кажам, интензивни комуникации со медиумите, кога за тоа имаше потреба во некои претходни случаи, даде не знам, 10 на 15, 20 интервјуа пред воопшто да заврши и постапката и така натаму, така што свесни си тие за улогата на медиумите и јавноста во однос на притисоци. Има и притисоци врз судството. За крај да ве прашам, професор Кебесими, читав негдека една анализа дека има еден парадокс во универзитетите во Европа, па и во Америка, голем притисок на правните факултети, голема заинтересираност се уште на студенти, иако зборуваме дека иднината е технологија, компјутери, вештачки интелигенција и така натаму, сите правни факултети се практично пребукирани со студенти кои што сакаат да студираат. Што е иднината на правото? Зошто е тој толку? Ќе имаме, како да кажем, иднината ни се адвокатите и судиите или што е работа? Интересна помисла, значи, Сашо, и навистина е така. Јас исто така работам на универзитет и на правен факултет и гледам од година на година порас, не намалување, туку порас на интересот за студирање право, што е посебно важно за нас како правници, за луѓе кои што предаваат право. Меѓутоа, мислам дека тоа не е случајно и дека сите овие нови развои во светот бараат и правна анализа и правен аспект на, не знам, на зачувување на правата на човекот, на нивните интереси, на собственоста и така натаму, и дека не може да се развие светот без при тоа и да се револуционаризира правото на некој аспект. И затоа мислам дека тој пораснат интерес се должи на тоа. Значи, целиот тој развој и на технологијата и на, не знам, науката воопшто носи со себе и правни дилеми околу постапувањата на тие институции, например, кои што се занимаваат со технологија, зачувување на нивните права, па зачувување на правата на индивидуите кои што се значи во врска со таквите развои, така што е нормално да има поголем интерес за правото, а особено и за земји како што е нашата, каде што навистина има уште потреба за доградување на институциите за владење на правото. Така што од квалитетни правници секогаш ќе има потреба и мислам дека тоа стануваме се порегулирано општество сегдека во светот, па заради тоа ќе ни требаат правници кои ќе го толкуваат реалитетот. Професорке Бесими, јас се извинувам, професорке Арифи, јас ви благодарам за утринско јавување, а ќе ви имаме и понатаму, бидејќи вашите коментари ни се секојаш драгоцени. Благодарам, професорке Арифи. Благодарам многу за поканата, се најубаво и на вас.